Град Скопје и општина Чаир со поддршка на ИСНАФ на старата Скопска чаршија и комората на трговци на Република Македонија почнаа да ги ослободуваат улиците и тротоарите од сите препреки што го оневозможуваат нормалното одвивање на сообраќајот, во кој учествуваат моторните возила, велосипедистите и пешаците. Веќе започна ослободувањето на булеварот Крстен Мисирков и тезгите околу Бит пазар. Со дислокација на тезгите со цвеќиња од тротоарите на Бит пазар на просторот позади клиниката, Скопје доби нов цветен пазар. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска изјави дека со ова започнува да се средува хаосот во овој дел од градот, а во делот околу Бит пазар е предвидено да се формира нова такси станица, да се засадат дрвореди, просторот хортикултурно да се уреди и да се постават заштитни столпчиња на тротоарите од двете страни на булеварот. Дополнително се планира да се уредат и осветлат пасажите во старата Скопска чаршија. Градот овозможи тезгите со цвеќиња кои беа поставени на тротоарот кај Бит пазар да бидат поставени на само 100 метри од оваа локација позади амбулантата во Бит пазар. Упатува молба до нашите сограѓани да помогнат во овој процес на адаптација на новата локација на тезгите на Цветен пазар. Имаме разбирање дека трговците кои работат во нелегалното поставените тезги вложуваат многу труд за да заработат основните средства за живот. Затоа, во соработка со Скопски пазар, за сите трговци на легалното поставени тезги, обезбедивме простор во рамките на Бит пазар под одредени поволни услови. Целта е да изградиме партнерски однос при што никој нема да биде оштетен, ни трговците, а ни учесниците во сообраќајот. Со оваа одлука трговците не се задоволни и вела дека 2 дена никој не дошол да праша колку пари се цвеќињата, а не пак да купи. Исто така не се задоволни од тоа во кој период се дислоцирани, односно вела дека се дислоцирани во екот на сезоната, а додека луѓето ја научат новата локација, сезоната ќе заврши. Никад не беше полошо. Никад. Не памтим тука, 2 дена никој не дојде да ми каже колку е свеќето. И тука баш најлошата сезона не извадат овде. Тоа требаше дали опечеток, дали на крај сезоната да исхадне, да ги учиме луѓето. Овде сега док ги учиме луѓето више помине сезоната. Сезоната до 25. И тамо имаше и многу добри излог, и многу добри доаѓаат. Сега више никој не доаѓа. Кој ќе ти доаѓа овде?